Екипата на Телеграф МК денеска е гостин во домот на Христијан Бузолковски, нашиот мотоциклист, кој што е еден од оние кои што учествуваат сезонава во БМУ Европскиот мотобрзински шампионат. Тој е единствен македонец во класата SP125 и досега на 5 трки имаше 4 подиуми. Токму поради ваквите добри резултати сме денеска овде и секако ќе поразговараме за она што беше направено и видено на оние први трки кои што беа одржани во Серво Грција, во Романија на мотопарк и во Плевен во Бугарија. Христијан, како си задоволен од она што успеа да го направиш досега на овие 5 трки на трите патики? Да, значи оваа година се надпреварувам во БМО Европскиот шампионат. Досега се извозеа 5 трки, досега имаме осварено 4 подиума. Можам да кажам дека сум задоволен, ова беше добар почеток за нас и за мене и за мојот тим. Мојот тим врши одлична работа, моторциклот е, можам да кажам, на едно ниво подобар и тоа доста подобар од лани, поконкурентен, јас сум доста поспремен, мојата рака е пофлексибилна оваа година, бидејќи лани се уште не беше заздравена 100%. Сезоната започна на најдобар можен начин, првата трка завршивме на второто место, исто така поради проблеми, за жал, краток ни беше преносот на првата трка и тој дел не раздели од првата позиција на подиумот, додека следниот ден имав проблеми со менувачот, исто така бев на втората позиција, успешно ја бранев, бев сигурен дека ќе доам на втората позиција, бркав за прва позиција, но менјачот откажа, односно се скрши штрафот од менјачот. По ничија вина така требало да биде, едноставно се скрши и морав да завршам на третата позиција. Менјачот заглави во една брзина, возев само во четврта или во пета брзина, не се сеќавам точно. И сум среќен и сум доста задоволен, бидејќи со таков проблем успеав повторно да додам на подиумот. Од она што можеше да се забележи од овие неколку трки, најголемата конкуренција доаѓа од Бугарија, мотоциклистите од оваа земја. Што е она што ја прави разликата, да речеме, во однос на нивните мотоцикли? Што имаат тие, што недостига кај твојот мотоцикл? Да, секако најголемата конкуренција оваа година доаѓа од Бугарија. Па разликата од нив до мене е од тоа што они веќе 10 години активно се занимаваат со ова. Замислете 10 години ист мотор, ист механичар, иста брзина, све исто, а јас доаѓам комплетно нов, доаѓам од класа супермото, се префрлувам од супермото во брзински, тоа се различни стилови. Така да разликата е од тоа што, како да го објаснам тоа, кога со еден механичар си цело време и со еден мотор си цело време, моторот ти е исто брз цело време, ти само напредуваш и гледаш каде се грешките. Сега ние во првата сезона отидовме со моторот беше комплетно склопен како за по улица и бевме трети. Лани имав проблем, бидејќи моторот се расипа, јас се повредив и не можев да апгрейднувам на себе. Така да оваа година сме прв пат ние сме со брз мотор. Така да мислам дека сега ни останува уште малце за да се приспособам јас на моторот, бидејќи прв пат возам со вака брз мотор, што убаво кочи, што убаво има убав излаз од кривините, убав влез. Прв пат возам со Pirelli гуми. Така да мислам дека сега понатака ќе успееме да доеме кон врв. Токму тоа беше следното прашање, што може да се очекува до крајот? Остануваат уште 9 трки доколку се извозат сите од оној календар кој што е планиран. Што може да очекуваме, кога може да очекуваме веројатно и прва победа? Прва победа, да, сите ја чекаат таа прва победа, верувајте и јас. Цело време мислам на тоа, цело време се сконцентрирувам да доам до таа прва позиција, но ете, во Грција пак ќе кажам имавме проблем со преносот, не раздели од првата позиција, во Романија исто така стартувавме од втората позиција, ја бев сигурен во себе дека ќе можам да додам до прво место, но меѓутоа имавме проблем со гумите. Во Плевен исто така дождот, можам да кажам дека не спречи во тој обид за достигнување на првото место, бидејќи на квалификациите стартува втор со време од 0.3, што е премногу блиско, што е идентично, што досега никогаш не сме биле толку блиско со првите возачи. Така да сега мислам дека ќе возам за прво место, бидејќи до сега договорот со тимот беше да извозиме за поени, да бидеме што е можно поблиску до водичките,
возачи во шампионатот, така да сега е време да идам на победа, на ништо друго. Мотоциклизмот како спорт е скап. Доста од она што можевме да го видиме на самата трка уште во СЕР, на почетокот, и да се запознаеме на лице место како оди, потребни се многу финанси. Вие тоа многу подобро го знаете, бидејќи сте неколку години со овие трки. Колку е потребно, значи, да се има финанси за да се издржи еден викенд на овие мототрки и за да се имаете успех да се биде постојано на подиумот. Што е потребно за да се има, значи, конкурентност и колку финансиите се потребни за да може да се биде меѓу најдобрите. Да. Па вака се, тоа можам да ви го објаснам јас најубаво, бидејќи јас и мојот тим тоа го почувствуваме на своја кожа, можам да кажам. Видете, ние доаѓаме од една земја каде што спортот, односно мотоциклизмот е на едно, можам да кажам така, ниско ниво. Све припремаме сами го припремаме моторот, сами го припремаме транспортот, тргаме со кола, моторот го влечеме на приколка. За разлика од другите, сами местиме таму боксови, тенди, све правиме за да биде на едно повисоко ниво, додека моите конкуренти доаѓаат и се име спремно. Они доаѓаат, нивните механичари местат, они си се возат низ стаза, доаѓа време за возење, се облекуваат, стартуваат и возат, имаат своји боксови, си спијат во хотели, за разлика од мене што јас заедно со мојот тим го правиме се тоа. Јас си го местиме боксот, јас помагам, го местиме моторот, се менува дел на моторот. Значи, целиот концепт го правам и јас со мојот тим. Така да таа е разликата што ме дели, да кажам, мене од тоа прво место, бидејќи они се сепак повеќе одморени од мене. И они се сконцентрираат само да излезат најубаво. Јас се сконцентрирувам дали моторот ќе биде добар, го пазам моторот, го штедам, бидејќи најпроста причина се расипува дел, нема кај да најдеме. Во Македонија нема од кај да се купи, мора деловите да ги порачуваме од Италија, па додека да стигнат, а кај нив сето тоа се решава по брза постапка, бидејќи све си имаат таму самите тимови во Бугарија. Финансиски колку е потребно за еден викенд, бидејќи се трошат и гумите кои што веројатно мора да се менуваат за да може да се биде конкурентен. Да, значи еден викенд комплетно да се истера еден тркачки викенд без никакви проблеми, без никакво замарање, од 1000 до 1500 евра кошта еден викенд. Со тоа што гориво, моторот користи специјално гориво, не може со обично гориво да се вози. Гориво во колата, спиење, јадење, гумите за моторот, а да не спомнувам некој дефект, не де Боже, ако спомнувам дефект на моторот, ќе отиде и преку 2000 евра. Така, веќе неколку години си, значи, во оние трки кои што се главните, веројатно си бил и претходно на почетокот кога се почнувало на некои јуниорски трки. Може ли малку за тие почетоци, значи од колку години тргна со мотоциклизмот и зошто токму мотоциклизам? Што беше причината? Па вака, значи контактот со мотоциклот го имам уште од 6 годишна возраст, кога мојот татко ми купи едно мало електрично моторче. И како поминуваа годините, тоа моторче малечко електрично се претвори во голем тркачки мотор. Мојата кариера професионално ја започна во 2014 година, кога се отвори Сакамото купот тука во Република Македонија, во класата Супермото. И првата трка ја започнаме со едно моторче сосема стандардно. Го правевме јас и мојот брат во нашата гаража. Го склопивме за да отидеме да се тркаме, но меѓутоа извадивме одличен резултат. Бевме втори, меѓутоа моторот беше премногу слаб. Потоа мојот татко ми купи Husqvarna 125 за да бидеме на едно идентично ниво со останатите конкуренти, но меѓутоа повторно не беше доволно добро. Завршив втор, но паднав на таа трка и успеав да доам повторно до втората позиција. И веќе на третата трка моторот го приспособивме да биде малку побрз и направив и рекорд на таа стаза и бев прв и го освоив шампионатот. И потоа се одлучивме што понатаму, дали да тераме професионално или да се откажеме да бидеме како да биде тоа еден вид рекреација, еден вид хоби. Но меѓутоа тој мотор го продававме, го купивме овој мотор во сосема стандардна верзија, со сосема премногу ефтини пари. Го приспособивме и таа прва сезона завршивме трети, што за нас беше релативно невозможно. Се чудевме како може да стигнеме до третата позиција со толку стандарден мотор. И потоа решивме да
да ова еден вид стане моја работа, работа што ќе ја сакам, што ќе ја правам, што се ќе вложувам во тоа. И еве денеска сме тука каде што сме. Во однос на оние подиуми кои што ги имавте година, останавте забележан и од јавноста по тоа што го искачивте македонското знаме на подиумот во Сер на првата трка и останавте препознати секако и до крајот на сезоната. Потоа имаше ли реакции после на прва трка кога бевте на подиум во Сер кога тргна сезоната? Па да, знаете, многу убаво чувството, сепак прво за мене, па потоа и за публиката, кога доаѓаш од една мала земја, од земја каде што не е развиен спортот, доаѓаш на подиум и го оптегнуваш знамето. Едноставно тоа за мене е чувство кое не може да се опише во тој момент. И јас доаѓам од Република Македонија и моето знаме ќе го покажувам сегде. На секој мој подиум знамето ќе биде истегнато најмногу што може. Ви благодарам многу за разговорот и секако за гостопримството овде кај вас во вашиот дом, што имавме можност да поразговараме за сето она што досега го направивте и секако од името на Телеграф МК, од целата редакција и од нашите читатели ви посакувам на следните трки нека има уште многу подиуми, а на крајот на сезоната нека биде ако ништо друго барем меѓу првите тројца во купниот генерален пласман. Благодарам, се надевам, јас ќе пробам да го дарам максимумот. Многу ја сакам првата позиција и се надам дека барем на некоја трка ќе успеам да дојдам до првото место, а и ништо не е изгубено во борбата за титула. Благодарам уште еднаш. Благодарам.